Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Не мора да ви е мачно да возите до работа секој ден. Не мора да ви е мачно да ги миете садовите, да перете облека, да ви е мачно одење до продавница. Всушност, вие може да уживате во тоа. Па ќе речете, па кажи ми како. Ќе ви кажам. Добро, овој викенд јас имам 3 пораки. Денес, утре, наутро и утре попладне. И јас ќе поучувам на тема радост и задоволство. Но повеќе од радоста јас ќе зборувам за уживањето. Како да уживате во вашиот живот, не само во вашиот одмор или забава или шопинг, или тие ретки денови кога нешто навистина прекрасно ви се случува. Затоа што сите ние знаеме дека тие се, може би рекле, далеку и ретки. Тие постојат во нашите животи, но ние не можеме на тој врв од планината постојано, зарем не? Многу од животот, голем дел од животот е обичен. Стануваш, си легнуваш, одиш на работа, се враќаш дома, ги миеш садовите, го менуваш маслото во автомобилот, ја косиш тревата, одиш до продавница, переш алишта, готвиш храна, гледаш како сите ја јадат таа храна, чистиш по нив, стануваш наредниот ден, одиш на работа и... Јас верувам дека постои начин, преку Божјата помош, да ние можеме да уживаме. Да уживаме во се што правиме. Например, ако јас би дошла овде и би рекла, колку мене од вас уживаат возејќи до работа низ обраќајот? Колку мене од вас уживаат во перење на облека? Колку мене од вас уживаат во чистење на куќата? Бог да ве благослови вас две кои сакате да чистите. А што е со продавницата? Колку мене уживаат во одење до продавница? Јас би можела да смислам уште неколку нешта, кои, например, јас не сум утринска личност и така, кога јас се будам, мојата прва мисла не е да скокнам од креветот и да речам добро утро на сите. Морам да бидем искрена и да кажам, најпрво мислам, ох, мој Боже, јас не сакам да станам. Не сакам да станам. Но Бог ми покажува некои нешта кои ќе ги споделам со вас овој викенд, за кои јас мислам дека можат да променат многу од тоа во вашиот живот. Јас бев во една продавница пред неколку недели. Беше продавница за облека и таму те ја калкулираа мојата сметка и имаше неколку жени кои стоеја некако малку подалеку. Јас би рекла дека тие беа повозрастни жени, но тие веројатно беа моја возраст, затоа нема да ги наречам така. Ајде едноставно да кажеме дека тие изгледаа постари, а јас не изгледам така, па... Подобро да се согласите. Затоа што јас навистина се трудам за тоа. И едната од нив и рече на другата, па како сте вие? А таа одговори, па знаете, преживуваме. Потоа таа рече на другата, а како си ти? И таа рече, да, и јас исто така, преживувам некако. Јас си помислив, знаете што, тоа е навистина жално, но тоа е животот на многу луѓе. Преживување. Некако поминува. А Бог има толку многу повеќе за нас отколку тоа. Нема такво нешто со Бог како преживување. Тоа е Јехова Ел Шадај. Бог нешто повеќе од доволно. Не само доволно или речи се доволно, туку повеќе од доволно. Сега, дозволете да ја направам оваа поента дека секој овде има радост, ако вие го имате Исус, имате радост. Таа е во вас, таа е во вашиот дух.
Но сатаната навистина работи напорно за да ја спречи радоста да дојде до вас или од нас да ја почувствуваме, затоа што радоста Господова е ваша сила. Јас верувам дека радоста е моќна. Јас верувам дека радоста е исцелителна. Јас мислам дека најсреќните луѓе се оние кои се чувствуваат најдобро. Амин. И така, јас мислам дека ние треба да бидеме колку што можеме повеќе радости. И радоста е се почнувајќи од веселба па се до мирно насладување. Да бидеме радосни не значи да се смееш цел ден и да се кикотиш цел живот. Тоа значи дека и ти имаш тивок восхит за својот живот. Сега, различни луѓе имаат различни карактери. Мојата ќерка, една од моите ќерки, јас имам две, е навистина силна. Не ги знам сите термини за тоа, но кога ги проучував карактерите, таа би била наречена сангвиник. Таа е навистина гласна, таа е утринска личност. Добро утро на сите, како сте? И таа станува толку возбудена за наједноставните мали нешта. И можам да ви кажам, не затоа што таа е подуховна од сите останати, таа е духовна девојка, го сака Бог и го поучува неговиот збор. Но таа е многу од тоа нејзиниот карактер. Така ние мора да научиме дека нашите карактери се различни. Но таа ми се јави пред некој ден, беше кај мене дома и потоа ми се јави и рече: "Ох, јас отидов да купам повеќе божекни сијалички откако заминав од кај тебе." И таа рече: "Јас толку многу се возбудив што скоро ќе се задушив." Сега знаете, јас сум добра со божик, ми се допаѓаат моите сијалички, но се уште не сум се задушила по нив. Тоа едноставно не е мојот карактер. Амин. Така кога јас ке речам, знаете, дека можете да уживате во секој дел од вашиот живот, јас не мислам дека вие морате да биете како неа или можеби како некој друг. Ако умино од вас познавате некој кој е токму таков, ти едноставно скокаат и се радуваат за се. Ако сте искрени, ако вие сте силен колерик, тип А, дали тие понекогаш видат на нерви? Затоа што знаете, некако размислувате: "Ах, те молам, немој. Никој не се возбудува толку за божекни сијалички." Таа го прави тоа. Уживање. Дозволете да ве прашам нешто. Дали ве прави среќни да ги видите вашите деца како уживаат? Добро. Дали ви прави среќни да ги видите натажени и депримирани, како кукаат и се жалат? Се ужаснати и се плашат, се секираат и се полни со грижи? Па ако ние како луѓе се чувствуваме така за нашите деца, како мислите дека Бог се чувствува? Еден од проблемите кои луѓето го имаат, не сите луѓе, но некои луѓе, а јас го имав овој проблем, тоа е, тие навистина не мислат или не знаат дека Бог им одобрува да уживаат во нивните живот. Сега јас некако го пропуштив детството, не можев да го преживеам многу добро, затоа што јас бев во ситуација со злоупотреба и немаше ништо среќно во мојата куќа. Јас можам да се сетам дека бев во неволја ако се смеам и си играм. Престани со тие звуци, ке речеше мојот татко. И така изгледаше дека повеќе ги задоволувам луѓето ако работам. Така јас едноставно се чувствував дека работењето е подобро од уживањето. Така, се додека не дојдов речиси на 50, јас всушност се чувствував виновна речиси секогаш кога уживав. Затоа што јас мислев дека сигурно има некоја работа која би требало да ја завршам. Сега, ако сум во право, има некои луѓе овде на оваа конференција. Патем, јас сум во право. Има некои луѓе на оваа конференција, веројатно повеќе од неколку, на кои, ако јас не ви го кажам ова вам, вие се уште ќе седите овде и нема да уживате во целата оваа конференција,
Затоа што најверојатно ќе мислите на сите нешта за кои подобро би било да останеле дома и да сте ги извршиле. Тие ќе ве чекаат кога ќе се вратите. Ајде, ќе ви дозволам да кренете рака на пола, не целосно. Па тоа се неколку стотици луѓе. Добро, каква смисла прави тоа? Дозволете да ви кажам нешто што јас научив. Ѓубрето ќе биде таму и утре. Сега, јас не мислам дека мора да останете таму за секогаш, но тоа не значи дека никогаш не можете да се одморите од работа. Всушност, вие ќе работите подобро и поефикасно ако земете паузи и правите нешта во кои уживате. Јас дури конечно дојдов до моментот каде што земам 5 минути одмори преку денот. Јас порано одев од едно нешто на друго, на трето, на четврто. И дојдов до моментот сега, на пример, после вежбање, јас вежбам со мојот тренер понеделник, среда и петок. Јас уморувам кога го правам тоа. Моето наредно нешто е да се средам. Јас веднаш одам право да се истуширам, почнувам да си ја правам косата и сите тие нешта. Но не повеќе. Јас одам до моето столче на клацкање и само си седам таму едно 5 или 10 минути и се одмарам од тренингот. Потоа, одам на наредното нешто. Вие ќе бидете изненадени колку тие 5 минути, мини одмори, колку тие може да ве обноват и освежат и буквално да ви помогнат да уживате во вашиот ден. Иако најголем дел од тоа е грижење за секојдневни нешта. Сите ние ќе поминеме околу 4 стиха и јас сакам да ги погледнеме доста сериозно затоа што Бог почна да ме поучува дека тој сака јас да уживам во мојот живот. Дека јас не бев создадена само да работам и работам, да произведувам. Ова се неколку од стиховите на кои Бог ме водеше, кои навистина ми ги отворија очите. Јован глава 10, стих 10, и всушност ова мора да е важно за мене, затоа што ние нарекуваме нашата телевизиска програма уживајќи во секојдневниот живот. Тоа е така затоа што јас едноставно имав толку тежок период учејќи се како да го сторам тоа. За некој од вас можеби тоа звучи глупаво, но за колкумина од вас не звучи воопшто глупаво. И вие знаете токму точно за што зборува. Добра, тоа се повеќето од вас. Фала на Бог, ние имаме правилната порака. Јован 10:10. Крадецот доаѓа само да украде, да убие и да уништи. Но јас дојдов. Колкумина од вас сте срекни што Исус дојде. Ми се допаѓа како е напишано ова. Еве што ѓаволот дојде да направи. Но јас дојдов за да тие имаат живот и да уживаат во животот. Не само за да имаат живот, но и да уживаат во него. И да го имаат во изобилие, во целост се додека не претече. Сите речете, јас ќе уживам во мојот живот. Гледате, ние живееме нормален живот, но Бог додава супер на него. Вие може да живеете обичен, секојдневен, дури можете да имате и проблеми и сепак да уживате. Како би можела да го сторам тоа? Ние ќе зборуваме малку вечерва и за перспектива, бидејќи многу од животот е таков каков што ние ќе одлучиме да го гледаме и ние треба да ја донесеме таа одлука. Амин. Добро. Забележете ја фразата која вели изобилство, полно и прелива. Не само доволно за да преживеете, не само некако преживувам, туку доволно радост за себе си и доволно за да прелие и врз другите луѓе, која можеби ќе ги направи малку гладни и жедни за она што ти го имаш. Исус ги поучува луѓето да пребиваат во него. Јован глава 15 зборува да се пребива во него. Ако пребивате во мене и зборовите мои пребиваат во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви биде. Ако пребивате во мене, вие ќе дадете многу плод. И така тој продолжува во 10 стиха за да пребиваме во него. Пребивајте во мојата љубов. Да пребиваме, значи да живееме, да престојуваме и останеме или да одмараме во него. Да одмараме во
да пребиваме во Исус. Потоа во стих 11 тој вели: Јас ви го кажав ова. Сите тие нешта за пребивање, тој рече: Јас ви го кажав ова за да мојата радост биде во вас и вашата радост да биде целосна. Така јас не мислам дека ние ќе имаме некакво задоволство ако не се научиме како да одмараме во Бог. Вие не може да се грижите и да бидете вознемирени, а истовремено да уживате во вашиот живот. Амин. И не можете да бидете исцрпени и толку уморни, што не можете да се движите постојано, а да уживате во вашиот живот. Ние треба да донесеме малку баланс во нашите животи. А уживањето е голем дел од она што ни помага да закрепнеме и да поминеме низ тешките времења во животот. Проширениот превод вели: Јас ви ги кажав овие нешта, за да мојата радост и уживање биде во вас и да вашата радост и задоволство биде полна, целосна и да прелева. Потоа Јован 16:24 вели: До сега ништо не сте барале во моје име. Барајте сега и ќе добиете. За биде радоста ваша целосна. А проширениот превод вели: Барајте и примајте за да биде полна вашата радост. Јас мислам дека ние многу бараме, но не одвојуваме време за да застанаме и да примаме. Ви благодарам. Ворете, размислете за тоа. Јас сакам да размислите за тоа. Затоа што јас ви велам, ништо не го разлутува ѓаволот повеќе од тоа кога ти научиш како да уживаш во било каква ситуација. Не мора да ви е мачно да возите до работа секој ден. Не мора да ви е мачно да ги миете садовите. Да ви е мачно со перењето на облек. Да ви е мачно одењето до продавница. Всушност, вие може да уживате во тоа. Ке речете: Па кажи ми како. Ке ви кажам, тешко ми е да не споделам со вас на вистина, но ќе ве натерам да почекате. Барајте и примајте за да биде полна вашата радост. Знаете, постојат многу луѓе кои не се многу добри за примање. Нели не ви се допаѓа кога пробате да дадете нешто на некому, а тие продолжуваат и продолжуваат: не. Јас сум како: Ке може ли само да го земеш? Те молам, едноставно земи го. И многу често ние не знаеме како да примаме од Бог. Гледате, на некои од вас денес им е потребно да ја прифатат Божјата милост. Па хајде, тој е бесплатен дар и вие се уште се лутите на себе си за нешто што сте го сториле пред 1 година, сте побарале Бог да ви прости, дури верувате дека тој го сторил тоа, но вие не сте си простиле самите на себе затоа што не ја прифаќате Божјата милост. Милост е кога Бог е добар кон тебе, кога ти не го заслужуваш тоа. Кога ќе сватите што на вистина е милост, тоа ќе ви даде радост. Потоа во Јован 17:13 тој вели: Ќе ви ги прочитам и двата преводи, новата интернационална верзија и проширената. Јас доаѓам кај тебе сега, но јас ги велам овие работи додека се уште сум во светот, за да тие можат да имаат целосно од мојата радост во нив. Но сега погледнете го проширениот превод. И сега јас доаѓам кај тебе. Јас ги велам овие нешта додека јас сум се уште во светот, за да мојата радост стане полна, целосна и совршена во нив. За да тие можат што? Да искусат. Што? Ох, мој Боже. Мислите ли дека ова не е само нешто по вера, но тој всушност сака ние да искусиме неговата радост и да искусиме уживање во животот? Знаете, јас сум целосно за вера и верување преку вера, чекање со вера. Но знаете, доаѓа момент кога јас сакам да го добијам тоа исто така. Јас сакам да го имам искуството од поседувањето на тоа. И јас сакам да можам да кажам на некого дека тоа е вистинско и дека чекањето вреди. Јас сакам моето уживање да биде исполнето во нив и моето задоволство да биде усовршено во нивните души. Колку ние мислиме дека е среќен Исус, тој вели: Јас сакам вие да бидете толку среќни колку што сум јас. Јас сакам вие да имате таква радост каква што имам јас. Јас сакам вие да уживате во животот колку што уживам јас. Не знам за вас, но тоа ми звучи доста добро на мене.
Јас верувам дека едукација за радоста е многу битна и ние мора да веруваме дека Бог сака да го уживаме нашиот живот. Може ли сите да речете, Бог сака да уживам во мојот живот? Но очигледно ние не можеме да живееме на одмор. Некои од нас ниту не уживаат во тоа секако, затоа што вие земате одмор за да се грижите за сите останати ваши проблеми. Сега, нам ни требаат специјални нешта во нашиот живот и понекогаш ти доаѓаш до моментот каде едноставно се чувствуваш како Боже, навистина ми требаш ти да направиш нешто за мене. Покажи ми нешто. Не ми е грижа која си ти или што работиш. Сите ние доаѓаме до тој момент понекогаш. Јас само што поминав низ период каде што реков: Добро Боже, јас правам нешто по вера доста долго време. Потребно ми е ти да направиш нешто специјално за мене. И не постои ништо погрешно во тоа. Да барате од Бог да направи нешто специјално за вас, кога се чувствувате дека навистина сте до моментот каде што ви треба тоа. Јас се молев за тоа неколку дена и секако 3 или 4 нешта се случија од тогаш. Тие веројатно не би значеле многу на вас, но јас знаев дека тоа беше намигнување од Бог на мене. Зарем не ви се допаѓа кога ќе ги добиете тие мали: Јас сум тука, те слушнав, јас се грижам за тебе. Многу често она што ние го правиме, се лутиме на другите затоа што тие не ни го даваат она што ние сакаме да го имаме, наместо да отидеме кај Бог и да побараме, тој да ни даде нешто. Хајде, слушнете ме. Па јас сум лута на Дейв затоа што тој не го стори ова и тој не го стори она. Јас го правев тоа со години и години и можам да ви кажам дека тоа е залудно. Тоа нема да ја промени личноста со која сте во брак, да ги осудувате за вашиот недостиг на радост. Господ ми кажа еднаш: престани да го правиш Дейв одговорен за твојата радост. Хајде сега, некој може да биде ослободен од тоа. Една жена после ваква конференција, јас немам поучувана за ова доста долго време, но таа всушност дојде и ми заблагодари за тоа што ѝ дадов дозвола да ужива во нејзиниот живот. Јас чувствувам дека постојат неколку такви овде, затоа што јас верувам со целото свое срце дека она што Бог ми го дава да го поучувам на различни места е правиот збор, во правото време, за токму тоа место. Има луѓе овде вечерва на кои очајно им треба ова. Како што реков, јас бев околу 50 пред да почнам да сваќам дека Бог навистина сака да уживам во својот живот. И се сеќавам, лежејќи на каучот една вечер, јас ќе гледав филм, бев на работа цел ден. Јас од секогаш бев работлива. Јадев пуканки и едноставно сватив како што лежев таму дека имав едно нејасно чувство во мене. Чувство на вина. Дали некогаш се чувствувате така кога пробувате да се одморите или да уживате? Како? Јас би требала да правам, знаете, треба да правам или не треба? Јас реков: Боже, зошто јас минувам низ ова постојано? Тој рече: затоа што ти мислиш дека не заслужуваш да уживаш. Сега запомнете, со Божја помош, ние можеме да научиме да уживаме во се што правиме во животот. Ова ги вклучува секојдневните обични задачи со кои се соочуваме. Без разлика на околностите, дајте на себе си дозвола да уживате во вашиот живот, почнувајќи сега.